и да видиме едно од средните училишта што има се да понуди. Сега во моментот средните училишта и тоа како имаат активни денови, отворени денови во кои што точно сакаат да понудат и за идните ученици, но и за родителите, што се може да се научи од тоа училиште, што се може да понуди. Па едно од училиштата, ќе речеме една од градските гимназии, Раде Јовчевски Корчагин, во продолжение представуваме и што е она со што може да се пофали оваа гимназија и со што ќе ги привлече идните ученици. Зборуваме со Михаило Донев и слушаме со внимание и впрочем ги повикуваме сите училишта, дали средни училишта, дали основни училишта, ги покануваме сите во овој период кои што и тоа како имаат активности, имаат отворени денови, да не контактираат и да можеме да ја представиме понудата која што имаат, секаде е различна, па да видиме кој од учениците ќе се одлучи каде ќе се запише. Средното училиште обично не се бира според местото на живење, за разлика од основното. Така што, Михајло, да слушнеме зошто е посебна гимназија Корчагин. Да, така Јована, се наоѓаме пред гимназијата Раде Јовчевски Корчагин овде во Скопје, како што кажа и ти една од градските гимназии, добро позната се разбира за сите ученици. Утре ќе се одржи овде отворениот ден за идните средношколци, за сите полуматуранти, кои што ќе имаат прилика да се запознаат најпрво со самото училиште, со наставниците, меѓутоа и со програмата, со сето она што го нуди гимназијата и да ги привлече, се разбира, да ја одберат токму неа како нивно престојувалиште во наредните 4 години. На оваа тема утрово со мене е директорката на гимназијата Раде Јовчевски Корчагин, Елена Стојанова Димитров. Директорке, добро утро, навистина ми е драго што се дел Македонија наутро. Добро утро и од мене. Драго ми е што и денес сте заедно со нас во денот кога ни се последните подготовки за отворениот ден. Така, токму во пресрет на отворениот ден, за почеток би сакал да ве прашам што ќе имаат можност да видат, да искусат учениците, но и родителите кои што ќе дојдат со нив за време на отворениот ден утре. Така. Покрај тоа што ќе ги запознаат на целиот наставен кадар, ќе ги запознаат учениците, ќе ги препознаат учениците од основните училишта од кои што доаѓаат, ќе можат и директно да ја почувствуваат училишната клима, затоа што е од особено значење за нивниот понатамошен развој во следните 4 години. Така, верувам дека ќе имаат простор да разговараат и со наставниците, да им објаснат малку подетално за програмата, што е она што денес Корчагин се разликува од другите гимназии, што е она што еве низ годините најмногу ги привлекувало да ја одберат оваа гимназија? Така, да, од отворен карактер е секако отворениот ден, ќе може да поразговараат, да споделат искуства, сите прашања кои што се уште ги имаат, да можат да им бидат разјаснети и да ја донесат својата конечна одлука. Морам да кажам, покрај тоа што Корчагин е позната традиција, семејна традиција на голем дел од учениците, на нивните браќа, сестри, родители и така натаму, нешто по што се препознаваме по нашите успеси, по она кое што учениците во текот на нивното образование точно се препознаваат што би сакале понатаму да бидат во животот и да бидат успешни на полето на кариерата. Така, во јуни, кон средината на јули е првиот уписен рок. Дали има некои промени во однос на критериумите за селекција, како е во тој дел? Да, на 12 јуни почнуваат онлайн апликациите, критериумите се скоро исти како минатата година, има неколку ситни измени околу поените што ги добиваат од надпреварите одржани, меѓутоа се она што е како потребни документи за апликација е веќе ставено на нашата веб страна, на огласната табла на училиштето и ние сме отворени за било каква комуникација за да им појасниме. Значи сите ученици, родители, оние кои што се заинтересирани, веќе се добро информирани како треба да течат. Се надевам, да. Колку училиштето, оваа гимназија, работи на развојот на талентите, интересите на учениците надвор од редовната настава? Проекти, надпревари и меѓународни активности, колку се става акцент на овие работи? Од особено значење ние да ги препознаеме талентите на учениците, но и да ги поттикнеме оние скриени таленти кај нив да се појават, за да можеме да ги активираме учениците во сите вонучилишни активности. Тоа е она што денес ги интересира учениците. Вклучени сме буквално во се. Дали се тоа проекти наши, дали се меѓународни, Еразмус проекти,
дали се тоа спортски надпревари од сите области кои што се нудат, реално стигнуваме со високи постигнувања, балканијади, олимпијади и така натаму. Значи секој ученик може да се пронајде во она што го интересира и да може да просперира понатаму. Тоа значи дека интересот на учениците за овие активности е голем изминативе години. Огромен, морам да бидам искрена, огромен. Така се надеваме дека ќе продолжи и во иднина така. Се надеваме и ние, тоа е нашата цел, тоа е нашето движење. Так, за крај која би била пораката до деветоделенците кои во овој период веројатно ја носат една од најголемите одлуки за нив досега? Так, морам да го споделам нашиот флаер, овогодинешен флаер кој што вели дека дозволете си почеток што прави разлика. Ова е нешто, мото по кое што се разликуваме од останатите, меѓутоа мислам дека и треба да ги препознаат овие активности. Директор, ќе ви благодарам многу на разговорот, ви посакувам утре успешен отворен ден за сите се разбира деветоделенци и понатаму успешна работа. Се надевам и јас, ги очекуваме. Ви благодарам. Со Елена Стојанова Димитров, директорка на гимназијата Радо Јовчевски Корчаѓин, во пресрет на отворениот ден за сите идни средношколци, кој што ќе се одржи утре во оваа гимназија, разговаравме токму за уписите кои што пак ќе земат учество во јуни, односно кон средината на јуни ќе биде првиот уписен рок за сите идни средношколци. Благодарам, Михајло. Повторно искористувам можност за сите гимназии, не само гимназии, туку и основни училишта, кои што сакаат својата понуда и презентација на училиштето да ја направат, може да не контактираат. Овој период е активен и за основните и за средните училишта.